Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ако зборуваме за македонскиот ракомет, тогаш неизбежно е името на Стефче Стефановски. Тој е вистинска легенда во овој спорт. Тој е ракометар или ракометен голман, како сакате, кој во еден долг период обстојуваше на ракометната сцена и даде голем придонес за она што представува денеска македонскиот ракомет во светот на европскиот и светскиот ракомет. Едноставно не може да се зборува за ракометот и оваа игра дури од почетоците таму од 1954 година па до ден денеска, и во тие разговори да не се споменат неколку имиња кои оставија голема трага во овој спорт, а едно од тие имиња, како што кажав на почетокот, е и популарниот Стефче Стефановски, голманот на Пелагонија, потоа Пелистер. Тоа е истата екипа. Важно е дека е од Битола, а Битола е наш ракометен центар. Стефче Стефановски имаше една бурна кариера, па не знам едноставно од каде да го почнам разговорот, дали од оние пионерски денови кога застана меѓу стативите, или од деновите кога со Пелистер беше постигнат голем успех во Европскиот куп и оној малерозен надпревар со Лемгом, или пак малерот во финалето во Челендж купот со Скјар од Данска, пораз па не се освои тој пехар на Европската федерација. Во секој случај, од каде и да почнам, нема да сгрешам, но бидејќи емисијата е враќање наназад и подсетување на кариерата на спортистите, оние што заслужуваат да бидат споменати, а меѓу нив си и ти, како што реков, ќе почнеме од твоите почетоци. Ми кажуваш и пред тоа, ми кажуваш и порано, кога ги следев надпреварите на Пелистер, како си почнал, што си почнал. Знам само дека од пионерче си дошол во Пелагонија таму 1972 година, а таа година Пелагонија испадна од првата југословенска лига, претходната влезе во таа лига, значи една година, и ти тогаш запален за ракометот и велиш, овде сега ќе правиме силна екипа, ќе се расчуе низ Европа за битолскиот ракомет. Стефче, дали сум во право за овие почетоци? За се. За почетоците, 72 година, со 13 години, ги избегнувам овие стереотипи, поздравам емисијата, бидејќи навистина со срце и душа сакав да учествувам во оваа емисија и веднаш затоа го прифатив. Најнапред сакам јавно да се извинам на вашата екипа, затоа што навистина ме чекавте и пологове, меѓутоа професионалните сегашни ангажмани, затоа ви се извинувам, меѓутоа со огромно задоволство учествувам. Почетоците се 72 година, со 13 годишна возраст, стапнав за прв пат на отвореното ракометно игралиште во Битола и останав до крај, па потоа и во Салат, така натаму. Беше тоа година кога испадна Пелистер од првата лига, знаеме таа еуфорија, квалификациите во Битола и така натаму сите. Се сеќаваме за по една година и нешто само во тие младински конкуренции, бе префрлен во првата екипа, затоа што од некои околности замина тие што беа голмани, тоа се прекида некои со бранење, некои замина што беа и така натаму. Јас со Томче Јосиповски покојниот, бевме ние двајца голмани, потоа Гогушот беше тука, тројца голмани на почетокот, јас бев преманив на вистина дете. Со 14 години веќе бев во првата екипа на Пелагонија и бев во тогашно Темпо, ако се сеќаваат гледачите, имаше еден спортски вестник од бивша Југославија, ме прогласен и ме пронајдоа како најмлад ракометар и голман воопшто во сојузните лиги на тогашна Југославија. И со специјална дозвола од лекар бранев и така натаму. Љубовта огромна и остана љубовта, па и можам да кажем и до ден денес. Добро, не се плашеше тогаш ти детенце за тие актерите на теренот, опасни, силни шутеви, а ти на голот. Да, па имаше некоја,
Чувството како беше тоа? Чувството е... Бидејќи беше најмлад. Да. Пионер. Дете имаше по 30 и кусур години што игра против нас. Јас бев за нив малте некако син, па и овде имав соиграчи по 30 и кусур години во Битола. Име нас секако синче нивно и бога ми не е баш така лесно да се застани на тие години. Ама нема да си го заборавам, мојот прв покоен и единствен, ќе го кажам, учител во животот за голманската кариера која зборувам, Боне Трајковски. Тој беше тоаш до мене, покрај мене и зад мене. Значи, стоеше секојаш зад мене да тоа дали нормално млад голман парирање. Многу е битно во тие моменти да имаш еден таков човек кој ќе му веруваш. Така, една надпревар, одлично бранење, 3 ме нема никаде, така натаму, тој стоеше зад мене да не се плашам, физички припреми, така натаму, психолошки припреми, и тој затоа го кажав, не случајно. Првиот и единствен тренер, исклучиво мислам специјално за голмани, што ме учил на првите чекори голмански. Таква беше ситуацијата тогаш. Не сам му кајнас, мислам дека скоро секаде. Немаше сега интернет и овие глупости, што ги викам јас, него сами се учевме. Што гледање, се сеќавам првата Ѓорđe Вучиниш прва книга која си ја купив самиот, вежбите за голмански, заедно со Боне ги студиравме, па ги работевме, тој што имаше од кариерата негова и така натаму, и така почнав да се надградувам. И затоа можеби уште прерано и премлад почнав, да не кажам да бидам тренер, ама сам се тренирав. И не влегував тие води, сакал или неќел, на себе. Правев експерименти и не влегував тие води. Бев меѓу првите во Битола кој што излегува на 4 метра. Па публиката тешко го прифаќаше тоа. Дотоаш беа голманите, знаете, малце фудбалски, на линија бране, така натаму по старите голмани, меѓутоа ми било судбина, аз ги пробивав тие први патишта и така. И натаму потоа во ракометот ќе видиме. Ти дете младо и сега сакаш така нешто ново во ракометот да испиташ еве на голот. Имав храброст да навлегувам. И си сватил дека не е само стоењето на гол линијата, туку напред. Еве сега речи си секој голман, особено пенали која се изведува, тоа е тука, си очи во очи со изведувачот на пеналот. Па тогаш има... Значи ти од тогаш почнав уште од... И од тогаш и случајно и она што остана за мене, и од тогаш остана за мене специфично, барем тоа што го кажуваат публиката, тоа дека излегувањето она од крило и банана и така натаму кошаркашка и слично. Јас тоа на тренинг случајно го пробвам, затоа што експериментирав, кажувам, за мене, со себе. И видов дека тоа е успешно, кај играчи кои што не го пратат голмана што прави од крило, бидејќи се плаши од противничкиот играч, и кога не ме гледаше, тоа го користе бидејќи бе брз, има природна скочност. И ето така, и го скористив и остана некоја карактеристика за мене, за моето бранење. Тоа така да многу полесно е сега. Ќе видите натаму кога ќе ви кажувам и за репентацијата и за се во никакви се трнливи патишта поминувавме ние со мојата генерација, јас и мојата генерација и во на клубски план, поготово на репрезентативен план, за сега да ги имаат на вистина овие феноменални услови. Репрезентацијата и мене ме радува што е така и да сакам уште подобри услови да има. Сега за тоа бранење, голманите често се изложени, најчесто на опасности, може да заврши некоја топка во глава. Ти токму тоа го кажуваш она поставување кога ти шутираат од крилни позиции. Дали помислуваше тогаш дека ете може да примиш некој тежок удар и дали воопшто си примил некој таков удар, па... Има. Да речеш, ова нема да се повтори. Ти ќе речеш нема да се повтори, ма зависи од шутерот. Не, за многу работи кои ќе разговараме, се ќе кажам од искуство. Ево се и за тоа. Прво, за тоа за поставувањето, ви кажа со Боне, Трајковски, тоа што го работеме и така натаму, самиот, гледање, читање и така натаму. Меѓутоа, за удари, еден го памтам, тоа беше од Неделко Јовановиќ, игравме во Битола, тој играше за репрезентативец на Југославија, еден од најдобрите играчи во таа декада, деценија тогаш, капитен на Југославија, стравотен удар имаше, среден бек играше, среден и лев. Во Битола игравме и тој се влезе на кружен, на втор кружен напаѓач. И добива топка, се излегувам во она популарна лепеза, да кажеме се веќе, која стручно навлегуваме. И ме удира во глава, јас удирам со главата на пархет и бев неколку минути така во несвест. И доаѓа Чичко Владе Белевски докторот и ме прашува кој дене. Рекол Чичко Владе се е во ритм, ми се врти малце. Знам кој дене, знам дека сум на надпревар, само малце, добро. И ми вика тренерот, сеќавам кој беше, ќе ви изгледам. Излези, нема шанса. И останав, уште минута и нешто до крај.
Меѓутоа на полувреме веќе ми се слоши, има проблем, има мал потрес на мозокот, меѓутоа стана до крајно. Значи, веќе е вродено тоа, уште од мал со Боне Трајковски тој има намерно ме удираше во глава, не многу силно се разбира на почеток да се види дека тоа не е страшно. Да знаеш дека и тоа те очекува. Да. Во текот. И тоа исто имаше влијание и така. Меѓутоа тоа е сепак вродено. Сега на тие надпревари после 14-тата година, од кога застана на голот на тогаш Пелагонија до 75-6, од тогаш Пелистар се прекрсти. Дали може да се сетиш на некој драматичен надпревар, на некој надпревар каде што ти си бил херојот, а најмлад во екипата? Ау, имаше. Не знам дали бев најмлад, например, ова не бе подготвен прашање, вака дека. Сега ми доаѓа, играме со Борас Урошевец или Партизан Београд во Битола. Прва Б лига за влегување, не беше баш тоа 70 и некоја година. 80-та година мора беше. И прва Б за влегување во прва А Југословенска лига. И Партизан Београд или Бора имаат седмерци, сите 7 ги одбрани во Битола. Пред 6000 луѓе, а дерби надпревар за влегување. Чекај се, објасни ми. 7 седмерци се на се во текот на цел надпревар, сите ги одбрани. И го истече, уште го чувам во... Да. Ами исто има друго. А меѓутоа ова беше покасно во Југославија. Вардар со Пепи Манасков, со Драганишевиќ тренер и така натаму. Куп на Југославија, на Македонија се извинувам, лицитација се игра во Скопје. 4 седмерци, сите 4 ги бранам седмерци, го освојувам финалето, една од куп од овие медалјите е баш од тој. И на седмерци се решаваш, и истото тоа го имам. 4 седмерци, сите 4 одбранети и завршено. И заврши надпреварот, Господ. Како успеваше, дали имаше нешто така во моментот кај тебе, дали психолошки тргаш, стоиш, чекаш или нешто, мора да има тука? Многу тренинг, психологија сигурно има, многу тренинг и пратење. Јас, например, сега што го прават модерните, ајде да ги кажам, тренери и така натаму, во моје време, барем јас така се правев, и ме знаеа сите, јас имав тетрадка. Во таа тетрадка јас ги запишував. Играчи од бившега, замислете се, од 22 милиони луѓе и колку клубови, јас пишував. Овој шутира од 9 метри, од 10 страна. Кога оди на средина, враќа прва, тука и така на пенал шутира. И ги чекаш. Ете тоа е. И плюс соработка со одбраната, меѓутоа секогаш кажувам беспрекорно физички спремен. Па ти затоа стана и добар тренер, значи ти уште како голман си анализирал движење на играчите, кој од каде шутира, тоа е основно и за тренерите. Кога поставуваат тактика, да знаат од противникот кој е опасниот, од каде шутира. Во право, ти Зоки, за тоа многу рано почнав да соработувам со тренерите. И баш да соработувам, бидејќи кажував моje мислење секогаш, јас и денес го кажувам моето мислење секаде и секогаш. И така и со тренерите. Јас мислам дека да играме ова одбрана ќе биде подобро и така натаму, и така да сам се испитував на тој начин, дали сум во право или не. Меѓутоа на туѓа кожа, бидејќи друг беше тренер. За потоа кога дојдов, а тоа беше повеќе од деценија, пред да ја прекинам кариерата, повеќе од деценија да ја прекинам, да ја завршам. На 39 години не се прекинува кариера, се завршува. И за потоа да знам зашто сум и спремав CD-на, уствари тогаш беа видео ленти, книги и така натаму, така да и за таа тренерска професија многу долго и студиозно се припремав. Ти како голман практично веќе почна да гледач. Осознаваш некои работи што за другите играчи не беа ни толку забележливи, значи кај тебе работел и тој нерв, би рекол, за перспективата, за тренер. Дека голманите се може би повеќе, ајде да не преюдицирам, кога зборувам, Абаш Арсланајич одличен тренер беше, Зоран Живковиќ, Тута Живковиќ, да не зборувам. Касим Каменица исто така голман. И така натаму сега не им текнуваат во моментот и странски колку имаше такви голмани кои што биле тренери. По природа на работата сме цел живот гледачи. И сега малце ако имаш тој сенс, нерв за тренерски, многу лесно се тоа. И волја нормално. Само да кажа работа и ништо друго. Браниш кажа за она 80-та година и 7-те одбранети седмерци и одиме сега понатаму како одеше твојата кариера. Ти сигурно охрабрен, веќе стана популарен голман, противниците те респектираа, веќе и они градеа тактика како да шутираат. Бидејќи и тие те знаеа како се поставуваш, како браниш и така. Па за тој период. Во Јулигата беше специфично тоа, кога ќе се појави некој на почетокот, нормално, може да бидеш една година или една полусезона.
бум, изненадување, како сака да речете. Веќе на арената си снимен. Снимен не со овие, пак кажувам. Сега има такви техники, што знаат колку пати срцата му чука во минута, а не како шутира и како брани. А ние бевме седе на трибини и пишуваш кој, како, шо и така натаму и така натаму. А тоа го викавме снимање и ќе се реферира на тренер, тоа игра вака. А до мојата кариера што се однесува, ќе кажам една вака интересна работа. Се останувам до 84-та година, јас сум на голот. Меѓутоа доаѓа Анте Костелич, таткото на Ивица и Јаница. Така е, тој дојде во Битола и во Битола Јаница и Ивица прв пат почна да скијат овде горе на Пелистер. За македонците што не знаат да ги информираме. Тој беше еден таков деспот, ќе го речам. Знај дека тој го мислама не со навреда. Макар да после негови не знам колку работи јас применував како тренер. Меѓутоа, кај него фанатизам, да. Да, и така и моите овие што беа во генерацијата вона, така ме вика, ама не, никогаш. Меѓутоа мора се знае ред, дисциплина, хиерархија, работи и така натаму. Тоа од секогаш било и така ќе биде. Барем јас кај што сум. И тој ни всади една самодоверба. Уште кога дојде дека сме квалитет, дека можеме да влеземе во прва лига, дека тоа беше уште прва Б лига бевме и така натаму, меѓутоа работевме крвнички. Буквално со зборот како што ме слуга крвнички. 2 часа од 10 точно, застанат во сред сала и седи 10:00 и кој како влегва 5 марки казна, 10 марки нема шанса после 10. Може да бидеш 10 минути пред, после тоа секоја влега секунда се казнува. Поспоред него. До толку беше 10. Во 12 точно завршува и поручек од 6 до 8. Меѓутоа се исплатеше. Ние без пораз влеговме во прва А лига, југословенска, без пораз. 27, 21, 2 напревари, 22 победи. Сега што се случува тогаш? Јас бев голман, нормално. Меѓутоа, во таа сезона кога влегуваме, бе 4 голмани во Битола. Панчо Јовановски, Миле Кочовски, Зоран Атанасовски и јас. И сега се случува, имаме многу добра екипа, мора да се признај. Меѓутоа, Анте Жигич од Сараево го се скара со Костелич и го избрка. После тоа Цане Крстевски ме скрши рака со, не знам, со кој игравме со Металург во Скопје, мислам беше, не знам, надпревар било како. Во дуел се скрши раката. И остануваме без лево крило, ниту едно и 5-16 играчи, толку бе. А тој уште кога дојде Анте беше категоричен во тоа дека јас можам да видам извонреден играч, никако голман. И сега, кога веќе се случи овие пекови, Ранко Божиновиќ што се замина во она и останавме без играчи. И ме фати управата заедно со Анте, ти ќе бидеш играч. Ама каков играч, луѓе, реков јас толку години? Ќе бидеш. Да, и бев. И меѓутоа играв од лево до десно крило, се само пикер не играв, кружен напаѓач. Се играв, меѓутоа да се игра тогаш, во тогашно време, покрај еден Абдуле Јусуфовски, покрај еден Борко Јович, Чамил Фецич и така натаму, Митко Здравковски на линија. Јас само ги слушав што ми велат и бев најдобар стрелец. Ама лесно беше само да ги слушаш, а бев многу брз. Колку време беше тоа година бев, тоа кажувам, 84-та замина во војска и кога се врати веќе дојде Иво Мунетич за тренер и тоаш ме врати на гол и повеќе никогаш не го напуштив голот, а скоро една година и нешто бев играч. И играв. И влеговме во прва лига, јас влеговме во Пелистер како играч со број 13 и 4. И Мунетич се враќа на голот, а ти не му рече да играм, неќам да бранам или не? Имав, ево уште едно за тоа дека јас кажа премалку, јас секи ќе кажам со догодовштини вистините мои. Да. Многу ме влечеше после тоа. И сега кога ќе пресечев контра, во Борец Велес постигнав еден гол тако, во Ловче Цетиња 2. Пресече контра и со водење одев јас во напад. Бидејќи е многу лесно противниците да твака, брз, многу природно брз и ќе користев таа брзина и после во Прилеп еден дадов исто така гол. И ги користев тие работи, така да имаше и тај анекдоти има такви. А тоа за публиката па беше интересно. И што вика, до ден денес паметам. Ако играш на тој терен на голманот, абе голманов гол ти даде на контра. Па со Пролетер Зрењани, кој беше шампион на ЈНА, таму во Пролетер со Ловченко бевме во Зрењани му дадов тако гол. И тоа беше урневе со Медисон во Зрењанин. Добро, тоа се анекдоти, меѓутоа не е лесно да ги направиш. Тоа се и вистини, значи пресекуваш, одиш на контра. Ама и да ги направиш требаше храброст, бидејќи промашиш, после може да биде страм голем, па да прибиш гол и така. Да, поинакви беа времињата. И после тоа
Играш во Пелистер. Да, и продолжувам со Мунитич. Меѓутоа, се случува тоа да имам уште 9 испити на правен факултет. А веќе една година загубив. Изгубив една година и една година войска, 2 години изгубив веќе на факултетот. А бев решен во тоа да завршам и да бидам професионален ракометар и да завршам факултет. И во тоа немаше шанса да откажам. Кога видов дека тешко е, ја истуркав таа година до јуни со Мунитич, после доаѓа Каменица или не сеќам, мислам дека Камени беше. Не е битно, меѓутоа веќе пресекувам и кажувам сакам да си одам. Каменица доаѓа после Мунитич, зашто после беше и тренер на младинска репрезентација 87 на светското. Така е, во Риека се одржуваше. Во Риека. И разговараме околу тоа со управата дека треба 2 пати тренинг, јас знам, се шобара професионалниот погон на Пелистер, колку години сум овде. Меѓутоа, додека не завршам, не иде во предвид, реков. Прво ми е факултетот, ќе доаѓам еднаш на тренинг и така натаму. И кога ќе го завршам факултетот, колку сакате, знаат дека јас никогаш не било проблем за тренинг за мен. И се договарам, јас заминувам во Тутовски комбинат Прилеп. Се договарам со Прилеп, 2 пати неделно додам на тренинг. Ако имам испит, дури на надпревар има право да не одам. И едно се случи со Партизан Београд во Београд. Во среда треба да се игра надпревар меѓу коло, а јас во среда имам, во вторник имам испит. Тутовски комбинат одеше со минибус на надпревари, нивни. Тогаш беше во Тутовски комбинат ти. Да. И Тутовски комбинат оди со тоа, јас не можам да одам на испит. И реков, и кажав дека не одам. Другиот ден во среда за авион само за мене, во Скопје ми извадија карта, со авион оде во Белград, само за да бидам на испит. А не остапував ни педа од тоа дека мора да завршам факултетот. И завршив факултет. Да. И после тоа, една година во Вона, заминав во Борец од Велес. Многу плодни години, многу убави години и во Прилеп. Морам да се пофалам за тоа со луѓето и до ден денес сум феноменални однос, а во Велес да не зборувам. Па и во тоа е убавината на спортувањето, да се стекнат ете пријатели за цел живот, што се ве. Јас го велам едното, дека спортист, функционер, политичар, било избран и ќе помини, ама човек треба си цел живот. Барем до сега пробам и не знам колку успеам, ќе кажа другите, да тоа да бидам човек прво. А после тоа колку што ми делил Господ, ќе бидам и голман и не знам што функционер и така натаму. И барем тоа се придржувам. Значи имаш убави спомени од Прилеп и од Велес, од Тутовски комбинат и Борец. Да, во Велес бев 2 години најдобар голман во прва Б Југословенска лига, како таков одам во Ловчен Цетиње. Таму Ловчен Цетиње, која година беше тоа? 89. И таму стигнуваме прв пат влезе Ловчен во прва лига и стигнуваме веднаш првата година во плейоф. Стигнуваме, каде што испаѓаме од Загреб Хромос тогаш, кај што беше Каменица, тренер во 89-та година, 90-та. Потоа се враќам во Пелистер, во Пелистер останувам до 94-та, мислам, не сум сигурен, каде што на 6 месеци само заминувам во Прилеп, се враќа Драган Нишевич доаѓа за тренер и тој исклучи на негово исклучително инсистирање на полусезона се враќам од Прилеп во Пелистер и тука настанува таа екипа која што играше со тој фамозен што неќам ни да го спомнам Лемго, кој што ни до ден денес сум го гледал, нити ќе го гледам некој што надпревар, колку има секаде по овие. Да, пред тоа имаш и исто еден тежок надпревар со Килце. Со Килце 10 разлика, тука ги дадовме, па таму тогаш Килце беше елиминиран, знаеме што значи Килце денеска. Уште 10 секунди до крајот, 30:22. Тоа ќе биде топка за домакините, не е битно. И во овој момент крај, 30:22, Пелистер Еврокар во полуфиналето на Купот на националните купобедници. Најголем успех во историјата од постоењето на нашиот клуб. Ова е резултат за почит, ова е голем успех на македонскиот спорт. Честитки за ракометарите од Битола, честитки за Стефановски, Петковски, Николовски, Шурлевски, Зарков, Маринковиќ, Николич, Новокмет, Петревски, Поповски, Мирза Мемедов, Пелешенко и кормиларот Зоран Зечевиќ, кој вечерва се покажа како одличен стратег. Па не нападна, па многу големи проблеми имавме со Искра Килце, имавме тоа. Пред тоа бев таму, знам и таа салата, првиот ред беше веднаш до ваут линијата, дури можеше и ракометарот на контра да се фати. Па имаме на неколку пати
во тогашно време ни за Европа и со репрезентација во Романија, Пепи Манаско кога го удрија во главата, мене му удрија со шише од Кока-кола на сред терен. Во репрезентација за квалификации за европско првенство, со шише од Кока-кола на сред терен на центар бев излезен во Романија. Да не зборувам, има такви случаи, и то официјални, меѓународни, на превари зборувам. Не зборувам за низ Македонија. И сега во Пелистер браниш до 90, останувам повеќе не напушти Пелистер до 98 година. До 98 година. И тогаш беше тој надпревар 96-та со Лемго. Меѓутоа, ме интересира сега и за репрезентативниот стаж, бидејќи Југославија се распадна и 91-а, втора почнавме веќе да си создаваме наши репрезентации во сите спортови, не само екипните, туку и поединечните, и се отворија вратите за учество на наши екипи во европските купови. Ти беше во она прва наша репрезентација, па ајде за тие моменти да ни кажеш прво како голман, а потоа и за оние други функции што ги извршуваше.